Во продолжение една многу интересна тема на која што ќе разговараме во пресред, можеби намерно, ќе кажам и ненамерно, на утрешниот ден. Разговараме со магистар Розалија Секуловска, психолог, психотерапевт. Психолошки напор за баланс во животот е нашата тема, на која што ќе разговараме во продолжение. Добро утро. Добро утро. Велам ненамерно, но и намерно во пресред на утрешниот ден. Ако сакаме да влеземе некако во темата и да дадеме насока каде би се движеле, може ли прво да се подсетиме како изгледал животот на и организацијата на денот на нашите баби, па и мајки, а како изгледа денешниот наш живот во ова динамично секојдневие на жени кои што работат, кои што се изреализирани како мајки, кои што сакаат да напредуваат во професијата, да го одржуваат социјалниот живот со пријателите, да кажеме, да стигнат секаде каде што треба. Со еден збор. Да, со еден збор да стигнат секаде, а не е возможно. Да. Може на куси стази, меѓутоа тоа сепак еден ден ќе чини. Има доста голема разлика помеѓу животот на нашите баби, нашите женски предци и денешната современа жена, затоа што може да се забележи дека животот на нашите баби, па дури и мајки, бил малку поедноставен. Времето, општественото уредување во кое што живееле, од нив некако како да не барало многу, освен приоритет била родителската функција, мајчинството. Така и нашите баби, јас се сеќавам, еве и моите баби претежно биле, едната била невработена, другата работела, меѓутоа акцентот бил ставен на децата. Бабите и на поддршката на сопругот. Поддршката на сопругот, точно. Сопругот бил тој кој што одел, кој што работел, кој што неговата функција била да обезбеди материјални средства, средства за екзистенција на семејството, и денеска е, меѓутоа малце поинаку тука жената парира и таа ги задоволува тие потреби, бидејќи е вработена, но кај нашите баби, ете и мајки, повеќе било акцентот ставен ти си таа која што треба да се грижиш за децата, за домакинлукот, за воспитување на децата, образование на децата, чистотата на куќата, храната, едноставно да ја менаџираш куќата, современо кажано. Па дури нашите македонски поговорки знаат да кажат дека таа поговорка ми се свиѓа, ако мажот е главата на семејството, жената е вратот на семејството. Значи на некој начин се поврзани. Мажот е главата, одлучувал, еве и денеска велиме заедно и така и треба заедно да седнеме да одлучиме. Меѓутоа жената е вратот, таа го врти, таа е таа која што во позитивна смисла му кажува да види од сите страни за да донесат една одлука. Во позитивна смисла ќе кажат некој, умешноста на менаџирањето е неверојатна способност за оној кој што ја има и кој што ја развил во животот. Повторно ќе направиме една споредба. И во минатото, еве, ги споменавте вашите баби, мојата една баба исто така била невработена и била домаќинка, била неверојатна готвачка и тогаш така требало да биде, но другата баба била навистина исклучително успешна жена, која што успеала на незини возрастни години да заврши факултет во тоа време и да биде на многу висока позиција, работна позиција. И тоа тогаш било исклучително ретко, и исклучително ретко мажи го поддржувале тоа. Ајде сега да споредиме со денеска. Нели кога се подготвувавме за разговорот, рековме во пресрет на 8 март, се изборивме и успеавме во равноправноста жената да стигне на многу високи работни функции, да се изреализира дури некогаш во некој велите мажот треба да биде оној кој што материјално ќе се грижи и финансиски да го обезбедува семејството. И што направивме ако го споредиме општеството претходно, начинот на функционирање и сега?
Направивме еден дисбаланс. И во позитивна смисла, и во некако негативна, тешка смисла за жената. Во позитивна смисла направивме затоа што жената успеа да се реализира себе си. Велиме дека мажот е посилниот пол. Да, мажот е физички посилниот пол, значи има физичка снага. Меѓутоа, кога ќе ги споредиме мажот и жената, и двата пола се компетентни. И двата пола се способни да работат, да создаваат, да одгледуваат семејство, да го воспитуваат своето поколение, значи способни се. Тоа не значи дека жената треба да го има приматот на, пак ќе се вратам на нашите поговорки, дадено е колкава тежина. Вистинската жена е онаа која што празната куќа ја прави полна. Тоа е многу тешко. Да. Тоа е многу голема една трансгенерацијска поговорка која што и се праќа на жената. А мажот е тој кој што треба да обезбеди храна, материјални средства и толку. Сакам да кажам дека ние жените влеговме рамо до рамо со мажите во многу професии. Во бизнис, во политика, во здравство, во образование, во социјалата, во сите сфери. Меѓутоа, пак не останува приматот дека жената е таа која што треба да се грижи за семејството. Сите оние домакински обврски во глобала паѓаат на жената. И жената, за да биде успешна, треба да биде успешна мајка, треба да биде добра домакинка, треба да биде добра сопруга, треба да биде успешен работник, треба да биде облечена, дотерана, убава и секогаш радосна, весела и насмејана. Што тоа е невозможно. После толку Сакате многу да кажете работа. дека тој тренд го наметнал во општество во кое што направивме дисбаланс? Направивме може поинаку да се каже, да. Сега кога ќе размислам, значи дисбаланс направивме затоа што премногу навлеговме. Мислам дека треба малце да му оставиме врата отворена, подотворена на мажот, на машкиот пол, да тој навлезе и во нашите обврски, во наводници женските обврски. Како тоа би изгледало? Мислам дека би изгледало... Тоа би изгледало многу убаво. Затоа што нема машки женски обврски, нема машки женски бои, нема машки женски професии. Има само пол, машки пол, женски пол. Ние сме направиле етикети за да ете така нешто си објасниме на себе си. Се уште стереотипи некои постаат во тој поглед, дека билите машко-женски бои, ете од најбанални причини, не знам, машки-женски обврски во домот. Она што го зборувате вие, велите, треба да му отвориме простор на мажот да влезе. Направив мишчекори, да речеме и на таа тема. Има мажи готвачи. Се чини дека мажете исклучиво обврските на жената, кои што на жената под наводници, кои што тие сакаат, тие навлегуваат во истите. Готвењето го споменавме, знаат да ги причуваат децата тие кога сакаат, но како од друга страна да се одржи тој баланс во кој што вие велите треба ние да ги отвориме портите, односно не толку психички да се оптеретуваме дека се е наша должност и обврска. Точно. Не е се наша должност. Работата е во од една страна менаџирање на приоритети, а од друга страна комуникација со сопругот, со партнерот. Значи, кога веќе жената е реализирана и како мајка и како сопруга, рековме да отвори порти, да влезе сопругот, не само да ги причува децата на 2 сата, на 5 часа, туку како што жената знае, значи, ние не сме учеле школо како да ги чуваме децата, ние не сме поминале едукации, курсеви, значи, ние, жените и мажите, го имаат тој инстинкт. Родителски инстинкт за поколението да го одгледа. Сепак тоа е наш ген. Така да, зошто жената, кога ќе оди на работа, некои жени знаат да кажат, леле, страв ми ја го оставив детето, ќе го чува сопругот, кој знае што ќе биде кога ќе дојдам дома, ќе биде бомба. Тоа е психолошкиот притисок кој што можеби сама жената си го прави. Од една страна го прави сама жената, меѓутоа најверојатно има зашто и го прави. Може би треба повеќе да му доделува
да бара. Значи, да бара сопругот да влезе во светот, да му да го подсетува на неговите, еве се фативме за родителски обврски. Зошто да не ги шета децата? Значи, тука се разликуваме само во првите години дека жената може да дои, машкото не може да дои, биолошки сме тука различни. Добро. Рековме биолошки сме различни, дека мажот е физички посилен, жената е физички нема толкава сила. Меѓутоа во се друго, во капацитетот, во интелигенцијата, во емоциите, исти сме. Тоа го докажавме, впрочем, со толкавиот напредок на тоа дека жените сега водат раководни функции, велите, влеговме речиси во секој сегмент од општеството. Дали можеби тој динамичен начин на живот и тој притисок направи едноставно да навлеземе во толпата? Навлеговме во толпата. Навлеговме и многу е тешко да се менаџира. Успешната жена знае кој данок го плаќа. Може би во моментот не е свесна. Меѓутоа еден ден, кога тогаш, ќе стане свесна дека целата таа потреба за успех, за самоактуализација, за самореализација, како сите тие улоги што ги има, а истите улоги ги има и мажот. Значи и тој е родител, и тој има кариера, и тој е татко, и тој е сопруг. И жената е родител, и таа има кариера, и таа е сопруга. Значи, пак ќе речем, тука сме некаде. Меѓутоа, пак некако приматот се остава дека жената е таа која што ја прави празната куќа полна, која што мажот донесува одлуки, меѓутоа таа му е ветер во грб. Ја би рекла дека балансот е двајцата да си бидат ветер во грб. Колку би било тоа убаво. Мажот не го прави помалку мажествен ако влезе во светот на жената. Ако мажот може да води корпорација од многу успешни бизнисмени, менаџери, лидери и така натаму, зарем не може да го води своето семејство? Кога споминавте корпорацијата и успешна и така натаму, и жената знае да влезе во тој свет. Точно. Така и тоа малку, што се случува тогаш? Знаеме многу пати да кажеме, таа жена е како маш. Тогаш некако се бара од жената да има и држање, значи став, да има држање, да има облека, облеката да биде соодветна на тоа, на самата ситуација, да има речник, да има образование, да може да менаџира многу луѓе под себе. Тоа е умешност. Не може секој да менаџира, ни маж, ни жена. Некој е создаден, како викаше баба ми, некој е создаден за лопата, некој е создаден за пенкало. А и добро е што е така, затоа имаме различни дејности во општество и треба да ги имаме. Точно. Затоа што на тој начин и ќе напредува општеството, а не погрешни професии да водат погрешни луѓе. Апсолутно да. Нели треба да се види суштината на она што велите? На компетенцијата. Каде јас се наоѓам како жена. Каде мажот се наоѓа како маж, колку е компетентен. Сакав да кажам дека жената плаќа голем данок, современата денешната жена, затоа што таа е навлезена секаде. Данокот ќе го почувствува или сега, или за 5, или за 20 години. Најстрашно е што, се извинувам, ве прекинувам, најстрашно е, се согласивме во тоа, дека данокот се плаќа по здравието. По здравието. Тоа е најстрашно. Жената најчесто знае да се занемари себе, грижата за себе, за да успее да ги изменаџира сите тие улоги кои што ги има во општеството. Затоа на современата жена, јас би препорачала да одреди приоритети, не да се расфрла секаде. Најважното прашање сега, всушност, како да го одржи балансот? Балансот, знаеме да се загубиме, значи во овој современ свет, во свет на дразби, во свет на можности. Жената, па и мажот, да одредат приоритети, да речеме до 3 приоритети, кои се моите главни приоритети, да ја инвестира таму енергијата. Меѓутоа, жената да има поддршка од мажот и мажот да има поддршка од жената. Кога жената ќе исто тоа важи, значи за мажот, меѓутоа сега акцент ставаме на жените. Кога жената ќе има потреба да се одмори, да земе малку време за себе,
да избега во наводници од работата, да избега од родителството, да избега од домакинлукот, да има поддршка од сопругот, да не го прави тоа со грижа на совест. Затоа што многу жени знаат да кажат јас одмарам, ама имам некое чувство на вина дека јас не треба да одморам, јас морам, тоа е правило, јас морам со моите деца. А знак прашање е колку е мајката тогаш способна, колку е уморна, колку е срекна. Значи, жената да научи да дише, да застане, да се опушти, да се релаксира. Не е скржаво, не е егоистично ако човек побара време за себе. Затоа што сите ние знаеме да бидеме и успешни и неуспешни во некои периоди од животот. Сите ние сме и радосни понекогаш и тажни понекогаш. Жената во себе има плюс и минус, и мажот има плюс и минус. Жената има анимус и анима, и мажот има анимус и анима. Жената има женска енергија и машка енергија, и мажот ја има. Работата е во балансот. Тоа не значи ако жената е повеќе успешна дека е помаскулина. Жената има грациозноста, има и нешто. Всушност таа перцепција се добива. Се добива. Да. Се добива и се бара да жената тропне на маса. Да, во некои моменти да, во зависност од функцијата всушност. Точно. Да. Меѓутоа жената, пак ја речам, треба да биде во контакт со незината женствена страна, со грациозноста, со нежноста. Има една символика, не знам ако имаме време. Имаме, се разбира, уште малку време, можете да се искажете. Една символика да се види колку сме исти, а колку сме различни. Добре. Ако жената е вода, значи таа полека прави промени. Водата полека, значи, оди, плима, осека и полека прави бразди на брегот. За разлика од мажот, мажот е струја. Ако жената е дрво и расте полека за да направи некоја промена, мажот е пак еве го споредуваме со струја, со енергија, со иницијатива. Да, Меѓутоа и ние веќе станавме иницијатори, и ние станавме двигатели, и ние го кажавме нашиот глас. Меѓутоа да му дозволиме на мажот да влезе во светот, да види колку е убав светот на женските обврски улоги, затоа што и ние денеска знаеме да менуваме сјалица, и ние денеска знаеме да се занимаваме. Нешто кога ќе се расипе во домот, па макар тоа била и пеглата, да ја поправиме. Точно. И на крај крајва, и ако не знаеме, знаеме каде да се обратиме, да викнеме, и тоа е информација. Тоа веќе во крајна инстанца, кога веќе не знаеме на вистина да ја поправиме. Точно. Така да самиот баланс ќе се создаде, затоа викам некако направивме дисбаланс. Па дури и мажите не гледаат како ова е многу успешна жена. Значи, како има некој отпор. Да, бегај од успешни жени. Бегај. Опасни се. Не сме опасни. Едноставно сме жени. Мислам, имаме во нас се. Исто како и мажот што има во себе се. Затоа, за да се намали таа дискрепанца, реков, двајцата да се бидат ветер во грб. Жената да ја негува и женственоста, и мажот да ја негува женственоста. Тоа не го прави помалку маж. Многу убаво. На крајот го заокружуваме разговорот. Ви благодарам за денешното гостување. Се разбира, се гледаме повторно. Благодарам и вам.